Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Кој е мотивот? Кој е нарачателот? Кој е сценаристот на убиството? За сега нема одговор. Роднините на приведените велат дека тие не се радикални исламисти, туку дека се верници кои редовно се молат во џамија. Велат дека не се убијци, но роднините на убиените и понатаму велат дека убијците морат да бидат казнети, иако нивната болка никој не може да ја смири. Дали полицијата е на вистинскиот пат? Дали Македонија ќе го добие одговорот? Кој сакаше немир и неспокој? Тројца од осумничените 5 мина за масакрот на Смилковското езеро се во притвор во Битолскиот затвор. Двајца се во бегство. Според МВР, пукале 32 годишниот Агим Исмаиловиќ, неговиот една година постар брат Африн и 27 годишниот Алил Демири. Сите живеат во радиус од 5 километри од Смилковското езеро. Како полицијата стигнала до нивната адреса? Според извори на КОТ од истрагата, опелот оставен во Вражји, Вирка и Блаце, пронеден по убиството, е водичот за да се утврдат локациите од каде потекнуваат сторителите. Иако автомобилот е стар, имал нов акумулатор. Токму при ставањето на акумулаторот, непосредно пред убиството, се ресетирала километражата на колата. Имал поминато нешто помалку од 30 километри. Од Рачиново до Смилковци има 9 километри. По пате Сингелич, кој од езерото е оддалечено 5 километри. Од Смилковци до Блаце по обиколницата има 20 километри. Полицијата, откако ги одземала километрите од Смилковското езеро до граничниот премин, направила круг кој не бил поголем со пречник од 5 до 8 километри. Тоа ги опфаќало општините Рачиново, селото Сингелич, населбата Ченто. Биле проверувани механичарските работилници во ова подрачје, но и досиеата на можните сторители. Полицијата се сконцентрирала на Рачиново, од механичарската работилница на 24 годишниот Рами Сейди. Но возилото со ДНК анализата на трагите не покажа ниту едно лице регистрирано во скромната база на податоци од ДНК земена од евентуални досегашни прекршувачи на законот. Од тука беше исклучено дека сторителот бил апсен во претходни акции и регистриран. Истрагата се ширела, следно било кој го имал или поправал опелот, доколку тоа е вистинското возило користено во убиството. Постојат наводи дека ова е само мамец оставен за да се сокрие вистинската трага на джипот. Возило кое според искази на одредени лица на критичниот ден и час било блиску до брегот, каде се убиени момчињата и рибарот. Ваква изјава даде и еден од учесниците на протестите. Ја им рекол да мој брат е главни сведок на овие убиците, а тоа беше Опел сребра, а не Опел црвената и Мерцедес. Вашиот брат е сведок на убиството? Да, он беше горе, мој брат беше горе кај министерство. Според извори на истрагата, МВР ја следило трагата на Опелот, а не на друго возило, затоа што на него имало траги од почвата кај езерото. Ноќта на 2 мај, специјалците влегоа во 27 куќи, уапсија 20 луѓе од разни профили. Половината се пуштени, но меѓу апсените според извори на КОТ имало и лица со криминални досиеа, осомничени за грабежи на банки, златарницата во Тетово. Таа вечер, специјалците влегоа и во куќата на браќата Исмаиловиќ во Сингелич. Нивната куќа е блиску до каналот. Агим и Африм се двајца од трите синови на Барија. 65 годишна жена која своевремено се доселила во Македонија од Прешево. Нивниот татко починал уште кога биле деца. Барија се колне дека синовите се верници, но не и убијци. Тоа да биде од моје деца, не дај Боже. Баш ние да го правиме, ние муслимани тоа да го правим, никако. Агим е во притвор, а Африм е во бегство. За него е распишана потерница. Мајката нема точен одговор каде е. Пред еден месец на Африм Исмаиловиќ полицијата му го одзела пасошот. Сакал да отпатува за Косово, но останал во Македонија. Мајка му не знаеше да објасни зошто му е задржана патната исправа во МВР. Не е о Косово.
така кажат. Па каде е тогаш? Ама како у Косово што оние му го земат пред 1 месец му го земат пасошот и беше на суд. Зашто не го фата тој ден, бара? Чим праеше не? Кога? После Не, пред да се прави овај проблем. Му го зема пасошот. Без ништо не праеше, му го земат пасошот. Агим Исмаили на својот Facebook профил последниот пост го ставил на 26 април. Претходно објавил вест превземена од дневникот на албански јазик журнал, дека полицијата повикала на разговор во врска со убиството кај Смилковското езеро неколку поранешни команданти на ОНА, кои живеат во Хасанбек, односно Сингелич, меѓу нив и неколку членови на семејството на Харун Алиу, кој беше застрелан пред 2 години во полициска акција. Според извори од истрагата на КОД, на распит биле повикувани и команданти или нивни роднини од Кумановско и затоа е приведена па пуштена да се брани од слобода 60-годишната сестра на командант Маја. Исмаиловик, кој се нарекува на Facebook Исмаили, не крие дека е религиозен. Верата не ни остава ние на некому да му земеме душата. Тоа нема шанси, тие нема како никаков греб. Над зидот постирал проповеди од оџите Садула Бајрами и Бекир Халими. Вториот е поранешен противник на ИВЗ, а сега вработен таму. Еден од најценетите теолози кои проповедаат верниците повеќе да ја практикуваат верата. Халими тврди дека не го познава Исмаилович, но според она што го видел на Facebook, не го смета за радикален. Не го познавам човекот конкретно. Приметив дека има во неговиот профил, значи тоа по Facebook, се покажа дека он има свој профил, па приметив дека има една од моите предавања тука. Не го знам персонално човекот. Оџата познавал двајца од приведените, а потоа ослободени. Ми двајца што ги знам, луѓе се кои не би направиле такво дело, тие се редовни верници по џами, тоа е вистина, но во бројот што го видов и по тоа што се распрашав, видов дека не сите се редовни верници по џами, повеќето немаат врска со такви работи, значи тие ги измешале, зеле некои луѓе што се редовни походници по џами и некои што не се, па да имат смелост или да имат некој аргумент за нив дека имало врска со исламски радикализам. Ама по самиот факт дека тие се пуштени во слобода, значи аргумент дека немале никаква врска ни со случајов, нити со тоа таа теза дека би имало некаков радикализам кај муслимани. Мемет Мемети беше задржан на распит 48 часа. Има книжарница на Јаја Паша. Еден е од оние кои се редовни во молитвите. Продава религиозна литература, книги за исламот. Според МВР, таква литература читале приведените осумничени за убиството. Министерката на првата пресконференција по апсењето тврдеше дека тоа се радикали, чија цел била дестабилизација. Имаме податок дека дел од нив војувале на боиштата во Афганистан и Пакистан, значи војувале на страната на талибанците против војниците на НАТО. Јанкуловска не појасни како Исмаилович и останатите стаселе до Афганистан или Пакистан. Ако има таква група, тие би имале своји барања, би имале своји најавувања на тие работи. Кај нас во Македонија, фала Богу, до сега немал нити такви најавувања, нити такви издействувања. И го молиме Бога да не пази од такви случувања. Токму изјавата на МВР за радикален ислам ги претвори и онака кревките меѓуетнички судери во меѓурелигиозни, кои еднаш беа сериозно загрозени со маската во Вевчани. Кои се доказите? До сега нема податоци дали оружјето кое е користено во убиството е најдено. Според реконструкцијата што ја направи КОД веднаш по убиството, користени се пиштол и автоматска пушка, а крушумите се 9 милиметарски. Оружјето што беше запленето во акцијата Монструм е вештачено, но нема одговор дали меѓу него и она со кој е извршен злосторот. Од друга страна, обвинителот тврди дека има физички докази кои упатуваат дека МВР е на вистинската трага. Квалитетот на доказите е содржан во материјалните докази, во кои што се вклучени биолошки траги кои што се подигнати од местото на настанот, а истовремено има и вербални докази кои што, како што спомнав, нас ни даваат реална основа. Истражниот судија Владимир Туфагич не сакаше да каже какви траги ги издале осумничените. Најави соопштение за впонеделник.
Нема официјална реконструкција, мапа или сатница за тоа што се случило копниот 12 април овде кај езерото. Нема насока, име или адреса кој е мозокот на монструмот од Смилковското езеро. Ако МВР е на трага на извршителите, судот тоа треба да го докаже. Времето ќе покаже дека тие докази се она кое што е вистината, а не она кое што мислам дека некој ги манипулира ујето. Секое убиство има мотив. За сега во ова кое се става во најгрозоморните злосторства извршени во Македонија, овој елемент не достига, а токму мотивот ќе ја доведе не само полицијата, туку и нацијата до одговорот, кој сака во Македонија кризата да ја претвори во конфликт. На 3 седмици по грозоморното убиство кај Смилковското езеро, МВР направи акција во која што рече дека ги уапсила монструмите. Од 20 приведени, за 5 има докази, велат тие, дека директно учествувале во убиството или се негови извршители. Но назнаката дека се работи за радикални исламисти, кои ги загрозуваат мисиите на Македонија во НАТО, внесоа немир, конфузија, но и недоверба во ионака кревките меѓуетнички односи, кои сега многу лесно можат да се претворат во меѓурелигиски конфликт. Македонија на 1 мај доби предупредување директно од врвот на МВР дека Смилковскиот масакар е дело на исламски радикали. Следбеници на радикалниот ислам, кој како таков е подеднакво опасен и за христијаните и за муслиманите. Обвинувањата ги подгреа страстите. Кај некои разбудија сомнеж, други даваа поддршка на акцијата. И волкот цит и овците на број. Мислам, со оваа акција тоа сакаше да се укаже. Да испаднат институции на државата кои се професионални и ги најдуваат сторителите пред македонската јавност и пред албанската јавност да фатат некои што немаат врска со албанциве директно, па ќе стварат нови поем или нов феномен, исламски радикализам, и затоа сите да се радосни. Милитантна исламска активност на една оваква организација која што крајно ги има поставено, крајно има политички цели. Станува збор за мала оваква една група, се поставува прашањето дали таа група е дел од овие или па представува нешто друго изолирано. Приказната со исламскиот екстремизам, Ал-Каеда на Балканот, опасните игри, траат веќе неколку години. Код веќе во 2 своји изданија се обидуваше да ги пренесе предупредувањата, но надлежните тогаш сметаа дека нема причина за паника од такви закани. Одеднаш ја сменија политиката и по акцијата Монструм тврдеа дека Смилковци е дело на исламски терористи. Како минуваа деновите, силната реторика ја губеше и силата и смислата. Професорот по безбедност Синиша Даскаловски смета дека тврдењата на МВР се сериозни и сега треба внимателност. Можно е да се очекува и понатаму дури и со поголем интензитет. Може да ескалира во закана, може да ескалира во криза. Значи е потребно службата за државна безбедност и целото општество, сакате во целина или најголем дел општеството да биде подготвено, дека може да очекува овие се ненадејни дејства. Според картите и графиките на Лондонскиот институт, кои ги проучува Даскаловски, тероризмот е заведен под број 3 како тип или вид на воено дејствие. Многу земји имаат боја на оваа карта. Македонија и Балканскиот регион се оние со посветла нијанса. Израел е држава во такво ризично соседство. Но од Израел стигна и првите посериозни пораки дека Македонија и Балканот стануваат интересни места за големата терористичка мрежа. На работен ручек тогашниот израелски министер за надворешни работи Авигдор Либерман на македонскиот премиер Груевски му кажал дека текот на парите на најголемите муслимански добротворни организации води кон Балканот, што според Либерман било доказ дека тој регион каде што е Македонија е следна дестинација на екстремистичките исламски групи. Помеѓу Ерусалим и крвавиот Великден кај Смилковци поминаа повеќе од 2,5 години. Од време на време по некоја информација поврзана со радикални исламски структури, а во Македонија остана запаметен судирот меѓу ИВЗ и струјата предводена од Рамадан Рамадани, кој беше обвинуван дека шири вехабистичко учење присутно во неколку скопски џамии.
Кулминираше со тепачка во август 2010 во Исабек џамијата, но по бурната есен таа година тензиите се смирија. ИВЗ со судска пресуда ја врати под свое Исабек џамијата. Еден од лидерите на таа група што според медиумите застапува построго читање на Коранот и го учи исламот многу слично на вехабистите од Арабија, беше и Бекир Халими. Уште важи за оджачи и молитви и предавања се популарни меѓу верниците, но сега е во ИВЗ и се уште во издавачката куќа Нун. Неговото мислење и порано и сега е дека во Македонија нема екстремисти. Мислам дека се неточни поради тоа што сите институции релевантни во светот што се бават со овие феномени и домашни и меѓународни искажа неколку пати дека тоа таков феномен го нема во Македонија. Затоа може да го поврзиме тоа и со ставот на амбасадата на Соединените Амерички држави, кои беа многу предпазливи како ќе се изјаснат по овој случај. Саудиското знаме беше едно од ретките државни знамења кои беа на протестите во Скопје во петок. Шахада надписот на верба во исламот на зелена подлога, а под него сабја која на Сауди знамето ја представува правдата. Во Македонија е познато дека доаѓаат пари од Арабија, но сите велат дека се за хуманитарни цели. Приливот на пари полека го минува и исламското учење кај дел од македонските муслимани. Еве земете направете едно истражување, ќе видите кога џамиите во Македонија имале саудиски стил. Во Западна Македонија, во Струга на пример, добиваат веќе таков стил кој што е карактеристичен за вахаби ориентираниот ислам. Сето ова говори дека не сите, значи тоа мора да се внимава, дека не сите муслимански верници го прифаќаат тоа. И они се свесни за ова. Меѓутоа тие пробуваат секаде и еден од методите и начините на кои што влегуваат во заборавените делови, стигматизираните делови и оние делови кои што се социјално запоставени. Снимките на приведените во акцијата Монструм кои подоцна беа пуштени без да бидат осомничени за било какво кривично дело, направија нови пукнатини во актуелната македонска безбедносна слика. Предизвика и гнев. Некои сметаат дека е политички монтиран процес. Државата секогаш кога има вакви случаеви, ама буквално секогаш први што ги обвинува се албанците. И затоа значи имаме вакви реакции од албанците. Други дека Дуи ја губи довербата кај своите гласачи. Ако тие се оддалечуваат од тоа што луѓето го знаат како вистина и подклекнуваат на конструирани значи акции, мислам дека тоа ќе биде штетно првин за нив. А после и за самиот албански народ кој значи им се наметнува една агенда која не е нивна. А на пресконференцијата беше и заменик министерот за внатрешни работи од Дуи, Джелал Бајрами. Неговиот сопартиец, поранешен втор човек во Министерството за одбрана, а пред тоа и командант на ОНА, не сакаше да се става во тешката улога на Бајрами. Релевантно ќе биде да се праша заменик министерот кај директно значи е вклучен во тимот во екипата кој што и се гледа во конференцијата за печатот и во тој контекст не би сакал да преюдицирам кои беа условите, односно предусловите. ДПА го искористи моментот и ја нападна албанската конкуренција во власта. Видовме, на жалост, како заменик министерот Джелал Бајрами на пресконференција на министерката, се што она изнакажа, Бајрами од позадина потврдуваше и во ниту еден момент не се дистанцираше од тие обвинувања. Со ова се покажува дека Дуи е длабоко имплицирана во криминал на нивните блиски сопартици и во досиета. Но Џафери смета дека на пресконференцијата требало многу попредпазливо да се зборува. Судот прво да ги види доказите, па потоа да се даваат квалификации. Институциите во Република Македонија би требало да се концентрираат на оно што е тежиште на проблемот, а не на оно што ќе го искажуваат, односно што ќе го коментираат. Сметам дека се еден албанец бил заинтересиран и се изјаснува за заинтересиран случајот да се расветли до крај, а поготово значи стварните сторители да се откријат, а по откривањето на стварните сторители, откако ќе се дојде до мотивот поради кој е сторено делото, тогаш ќе биде и појасна и сликата за оно што во стварност се случува во
контекст на оно што е безбедносно, односно што е регионално и воопшто, значи, значајно за сите нас како граѓани во Република Македонија. Во играта на зборови свое место најде и пратеникот Драгиша Милетиќ. Негов говор од март, во кој предвидува лоши настани, неколку недели беше представуван како можен доказ за некаква српска врска во случајот. Ова сакам да го запаметите. Немојте да ни се случи нешто грдо и непредвидено во четвртиот месец, беа зборовите на Милетиќ. Својата изјава сега ја опишува како политичка изјава за предупредување од можни социјални немири. Не може да се очекува ништо добро штом се држава партизира. Знаеме дека е велика, дека се големи социјални тензии и во тој смер размислував. Значи, не ми паѓаше на памет нешто вако монструозно и на секој нормален човек едноставно не му оди у глава да размислува и да може да помисли на такво нешто. Изборите во Србија, апсењата за воени злосторства во Прешево, косовските турбуленции и македонските случувања се дел од истата балканска слика. Една од нишките што го поврзуваат Балканот се и оние постојани сомнежи дека регионот полека станува центар на исламски радикали. Поранешни разузнавачи за КОД тврдат дека првпат поголема група свети исламски војници биле на терен во Босна во 90-тите години и останале по завршетокот на Босанската војна. Има слични информации за Косово и Македонија, но Џафери смета дека 2001 и Смилковци воопшто не може да се поврзат. УЧК била организирана формација, војна формација која што била под цивилна команда, под хиерархија и затоа не може да се прави споредба. Индивидуално или група луѓе можат во секој момент да се обединат поради некоја цел и да спроведат дело кое што по природа е казниво, односно криминално. И во тој контекст случајот треба да се гледа како изолиран. И додека безбедносни експерти тврдат дека постојат исламисти во Македонија, албанските политичари и теолози негираат. Во Македонија нема и не действуваат исламски фундаменталисти и радикалисти. Поготово обвинувањата дека албанците се исламски фундаменталисти се тотално неточни. А истражните откритија представени колективно од МВР ќе предизвикуваат и реакции и сомнежи. Доказите се уште не се јавно презентирани, но полициската истрага јасно покажа кои се злосторници, а кои се само приведени. Но тоа не значи дека тие не помагале, значи не придонеле да се оствари таа активност така како што била замислена. Значи можно е, треба само да му оставиме време. Значи потребно е време на зрење за да конечно донесеме една правилна оценка и да ги отстраниме сите овие сомнежи. Политичките интересите за достигнување на власт не смеат да достигнат да ја расипат таа нит на луѓето што живеат во оваа држава. Судот ќе го даде конечниот одговор кој ги уби 5 млади луѓе кај Смилковци. Иако сите го очекуваме конечниот одговор. Кој го нарача Великденскиот масакар? Во изминативе неколку години, КОД неколку пати предупредуваше дека и Македонија може да биде мета на радикални или екстремни групи. Властите велеа дека такво нешто кај нас не постои. Во регионот Босна е местото каде што се извршуваа неколку вакви акции против екстремните радикали. Минатата година екстремистот Санџак ја нападна американската амбасада, а едно село во Средно Босна, Маоча, живееше по верските, а не според државните закони. Еве е репортажата што КОД ја направи во Сараево во 2011 година. بسم الله الرحمن الرحيم. Ова е главната молитва која се повторува неколку пати при секое клањање. Важи за сите муслимани, за сите школи и правци во исламот, и за старите и за новите муслимани, и за оние кои враќајќи се кон корените застанале во времето на Мухамед ибн Абдул Вахаб, арапски филозоф од 18 век.
Аналитичарите го сметаат повеќе за политичко, одошто религиозно движење. Западниот свет и САД вехабизмот го сметаат за радикален, поттикнувач на екстремизмот и тероризмот. Но како вехабистите се закотвиле овде во Сараево, град на контрасти, од рамната Башчаршија до редистите или Джейхум, австро-унгарските градби и турските белези, трагите на војната и новите населби, модерното и традиционалното, муслиманското и христијанското, или како уште го нарекуваат Ерусалим на Балканот. Ахмет Али Бешич е професор на Факултетот за исламски науки. Млад, амбициозен, истовремено традиционален. Има функција и во ријасетот на исламската верска заедница. Тој ги дели вехабистите на две групи. Оние кои ригорозно ја почитуваат верата, но не ги кршат државните закони, и оние екстремните, кои не се плашат од употреба на сила. Они teološki jesu izazov islamskoj zajednici, ali kao skupina oni su prije svega izazov državnim sigurnosnim agencijama, pravosudnim organima. Oni jesu teološki izazov i mislim da se s njima na toj ravni nije teško nositi, ali je problem izaći na kraj s njima u sigurnosnom smislu. Но поделбите се гледаат со голо око. 27-та ноќ на Рамазан, или најсветлата ноќ, затоа што тогаш почнало објавувањето на Куранот. Централна свеченост пред Бајрам за муслиманските верници. Молитвата во беговата џамија ја пренесуваа и босанската и турската телевизија. Овде доаѓаат најголемиот број сарајли и муслимани. Нема бариери меѓу жените и мажите. Нема поделби на стари и нови. Овде има место и за децата, и за возрастните, и за оние кои љубопитно за доградата ја следеа молитвата. Уште една молитва започнува на другиот крај на градот. Џамијата на саудискиот крал Факт во Алипашино поле е место каде се молат оние што го покриле лицето со брада или никап. Изградена е со пари од Саудиска Арабија, залепена до културниот центар на Саудиска Арабија и официјално е територија на Саудиска Арабија. Оти босанските власти ја продале земјата на арапите, а тие на неа наместо уште еден дел на конзулатот направиле џамија. Овде има 3 имами. Двајцата се од ИВЗ, но само формално, затоа што повеќе од 10 години џамијата е во рацете на вехабистите. Најпочитуван е третиот имам, што проповеде на џума секој петок. Незим Халилович Мудерис. Во војната бил командант на славната 4-та муслиманска бригада, а одликуван е и со ордени од председателот Изетбеговиќ. Но исламската верска заедница не признава дека овде нема влијание. Ono što je razlika između Bosne i Hercegovine i Makedonije, koliko ja razumijem, jeste što je islamska zajednica u Bosni i Hercegovini mnogo, da tako kažemo, jača, organiziranija, homogenija, tako da ti nasrtaji na kontrolu džamija obično završe neuspjehom. Уредникот на Слободна Босна Сејат Авдовиќ не смее да дојде во џамијата на кралот Фахт. Вели може да го нападнат заради неговите написи. Ali oni su prečutno zapravo taj teritorij pretvorili u eksteritorijalni prostor. Но не само ИВЗ, очигледно и босанските власти го покриле лицето со никап. Najmanje 15 godina se prema tom vehabističkom fenomenu vlast ovdje odnosila prilično benevolentno, prilično tolerantno, da je ljudima, nosiocima i pripadnicima, dakle od vrha do najnižih egzekutora bilo dopuštano i tolerisano. Влего во џамијата. Однадвор изгледа многу помистериозно од што внатре. За разлика од жените кои се кланјаа во беговата џамија во ист двор со мажите, овде важат други правила. Жените уште од портата се одделуваат.
Не е дозволено снимањето и внатре го открија лицето. Некои од овие млади луѓе престојуваат во џамијата за време на целиот пост. Се молат, читаат. Но ниту еден не изреагира негативно на нашето присуство. Повеќето се млади брачни парови. И децата се облечени по строгите правила. Мажите носат покуси панталони, а жените се свет зад бурката. Ja sam čuo, recimo, da u jednom finansijskom centru dobijete, recimo, 300 maraka, svaki mjesec dobijete 300 maraka ako imate bradu koja izgleda tako i tako. Pa onda još 200 maraka ako su vam hlače, pantalone potkraćene. Pa ako imate ženu koja je pokrivena u potpunosti, onda i na nju dobijete 600 maraka. Dakle, jedan prosječan vehabija u Bosni i Hercegovini samo na osnovu izgleda on i njegova žena mogu zaraditi 1.500-2 maraka, dakle 1000 eura. Ko i na koji način to plaća, kojim sredstvima i kojim kanalima ta sredstva dolaze, mislim da vam niko danas u Bosni i Hercegovini ne može dati pouzdan odgovor. Iz blizine srce sluti puhnuće behar. Сараево има околу 100 гробишта. Расфрлени се низ градот како бели сведоци на жртвите од војната. Оние кои ја преживееа опсадата. Бошњаци, хрвати, срби. И денеска се соседи. Нема поделба на малата по национална или верска основа. Војната донела ужас, но и екстремисти. Муџахедини кои откако заврши, си заминале, не оставиле трага. Mudžahide u Bosnu i Hercegovinu nije pozvao ni rahmetli predsjednik Izetbegović ni Reis Ulema Cerić. Mudžahide u Bosnu su pozvali ljudi koji su napali Bosnu. Oni su ih pozvali da dođu u Bosnu. Vlasti Bosne i Hercegovine, prije svega mislim na vladajuću bošnjačku stranku, stranku SDA i njenog predsjednika Alije Izetbegovića su, ako ne posticale, a u svakom slučaju tolerirale i žmirile na pojavu ove vehabističke pošasti. Во североисточна Босна по територија, но според верувањата во Јордан. Наш захтев да се избаци музичко образование. Зашто? Пошто по прописима ислама нема музицирања, пјевања и уедно то вријеđа нашу веру. Иако обвинителството ова го нарече најголемото вехабистичко упориште во Босна, а првите информации беа дека е најдена голема количина оружје, по притворот судот 7 мината ги ослободи. Началникот на разузнавачко-безбедносната служба на Босна и Херцеговина, Алмир Џуво, по нападот на Бугојно во парламентот им соопшти на пратениците дека во Босна се клањаат и склопуваат бомби околу 3000 луѓе, кои би извршиле терористички напади полоши од оној во Бугојно. Normalno je da se ne finansiraju ovdje iz regiona. Takvih grupa je bilo i u Srbiji, bilo i kod vas u Makedoniji i inače dalje u regionu. Zatvoreno je mnogo humanitarnih organizacija, zatvorene su, deregistrirane su te organizacije, to ipak traje. Jer postoji dio te zajednice koja radi iz ubjeđenja. Nisam siguran da jedna institucija u Bosni i Hercegovini može precizno i tačno reći, otkriti tu mrežu financiranja. Баш чаршија никогаш не е празна, па дури и во време на ифтар. Има кебапи, нема пиво. Оти за време на постот во чаршијата никој не служи алкохол. Овде и дуќаните се за сечи вкус, а жените знаат да бидат истовремено и модерни и традиционални. Таква е и Джермана Шета. Има 30 години, сопруг, 2 деца и многу работа како преведувач. Веќе 5 години ја носи марамата. Незиниот сопруг Амер е карате тренер. Кога биле студенти, решиле да го сменат стилот на живење, да ја прифатат традицијата и верата. Danas imamo sve više i više mladih ljudi koji se odlučuju za religiju i zbog konzumerizma, i zbog globalizacije, i zbog izgubljenosti u svijetu kakvom živimo, koji zaista prebrz, previše izazova, prenapora, ne znam kako bi rekla. Kako se sve to uklapa u državi u kojoj je sam dinamičan život i mora se raditi? Pa vidite, ja kao praktikant mislim odlično da se uklapa iz više razloga. Mislim
da nadahnuće koje, da kažem, sam dobio kroz vjeru i sve, mi mnoge stvari u životu olakšava. Промените се можеби на вистина клучниот збор. Од еднаш на Сараево се обидоа со војна да му го одземат ликот, но до денеска никој не успеа да му ја одземе душата. Македонија не е Босна, но земјата која претендира за НАТО и Европската Унија мора да ги затвори безбедносните ризици, да знае од каде и доаѓаат заканите. Доколку тоа не го стори, и ова ќе биде забележано само како едно најгрозно убиство во македонската историја и како атентатот нема да биде одговорено кои се вистинските сторители. Ви благодариме што бевте со Код.